Prijatelji dobri, golemi e mali, od vremenja stari su vi poznat jas, a sega pak sme odnovo zajedno i na ovoj način ja sam si so vas. Hej! Včera mi se sluči nešto što ne mi se slučilo od koga su mlovec. Znam, ne znam, si otepal zajak, zar ne? Ne se smene, za malku će go tepav. Pukam jednoš, той бега. Пукам втор път. Още малко па да го погода. Кога? И той падна мъртъв от страх. Не, тук едно детище, откъде ли изникна, ми се долепи до ухото и шепоти. Чичко, Чичко. А ти? Що е, бре? Му велам. А заякот избега. Що е, бре? Чичко, вели. Колко пъти трябва да се пукне, па да се погоди заяк? Не трябваше да ти кажам. Сега ќе разкажуваш горе-долу. Не ме познаваш ти. Най-добро човек да лови къде що никой не го познава. Да си во Африка. Не би издържал човеку. Тамо ти е страшна горещина и тоа воладовина. Па зар морам да ловам баш воладовина? Полна ти торба! Вече е изтресов дома на жената да не кука. Добар ден. Добар ден. Имав еден сом. Голем. Не можам да ви речам колка беше. Па, како го донесе човеку? А деде? Една ракија ваму. Толку беше голем, што не го донесов, пријател. Почна да истура дожд. Да грми, да истура, па да грми. А тој уба, ми беше жал, ќе накисне. Го пуштив назад во реката. А знаеш ли дека јас најмногу сакам да одам на лов кога грми? Разбирам зошто. Тогаш можеш најмногу да успееш. Како мислиш? Па може громот да ти убие зајак. Што овци, риболовци сте ви. И сакал некогаш за шега да испратиме писмо по пошта во селово. До најслабиот ловец во нашето село. Да видам кому ќе му биде предадено. Сигурно на Итерпео, тој никогаш не отишол ни на лов, ни на риболов. Не, мислам дека тоа писмо ќе биде вратено. Не ке сака никој да го прими. Точно! Но тоа со Итерпео, браќа, не е лошо. Би можеле да му напишеме такво писмо. До Итерпео, најслабиот ловец во нашето село. Многу убаво. А јас само ќе си гледам сејри.
Пак за суд, а? Не. До најслабиот ловец. Добро. Почекај, седни на ќутукот, веднаш ќе ти дадам одговор. Еве, однеси им го мојот поздрав на безделниците. Веднаш, ео мој златен, веднаш. Од него. Што вели? Поздрав. Убав поздрав. Не кани да се надпреваруваме. Утре изутрина на брегот на реката. Први на риболов. И што ќе бидеш, Јурија? Нема. Не, тоа не е толку лесно. Јас сум добар риболовец и знам. Среќата се менува. Па што си турил, тоа и сркај. А кој вели дека треба да се чека среќата? Имам план. Само внимавајте да не дуват и на маштеницата. Ложиво, риболовци! Како е, а? Добро! Само без смеќарлоци, чухте? Ева, ќе ловиме одделно. Ти таму, а ти таму, а ти онде, а јас овде. Кој ќе остане без риба, нека е најслабиот риболовец. Далеку сме, нема да се гледаме, па среќата нека реши. Така е. Ова ќе биде некој голем краб. Пејо, пријателу. Кажи ми ти мене, пријателу, дали се шегуваш или тоа е вистина? Па, Кажи оти, лошо ќе те снајде. се разбира дека беше вистина. Тогаш е се вред. Зашто знаеш, јас не сакам шега. Еве ви го. А сега да се обидеме во ловот. Ајде.
Ще се видиме сега. Не спие Пео, па вие да го надмудрувате. Не, той ваша пука. Би можел накриво да нанишани, па некого од нас да... Ej, Peo, sakaš li lov? Јас одам само во таков лов, каде што во секој момент животот е во опасност. Тогаш е добро што сте со мене. Токму вчера, кога се вежбав за овој надпревар, го ранив мојот помлад брат. Што? Зајак. Букај! Мој е! Не, твој, туку наш. Ќе одам да го донесам зајакот, па ќе го прашаме кој го погодил. Бива. Ти добра краво, сега ќе видиш мечка. Ej, kade mi je nosiš kravata? Кај можам да ја носам, ја влечам. Dobro de, kade je veštaš? Со Божив, со твоите пријатели. Кој ќе убие мечка, ќе го чести целото село во твојата крчма. Moja krčma. Ами како? Хем да улови, хем да чести. Бива? I biva, kako da ne biva. Biva. Мечко! Мечко! Пукајте! Mečka! Кој прв ќе оде? Kako taka? Em da pogodi mečka, em da go česti celото село. Što napravite, bre? Оте поја мечка. O? Мечка. Среќа што се тие најслабите ловци во нашето село. Сега поштарот ќе знае кому да му ги носи таквите писма. Jaz ќе ве научам да разликувате крава од мечка. Ево ре, слепци, не разликувате крава од мечка, а ми се правите најдобри ловци во селото.